Добро почитувани, во име на демократијата и еднаквоста, владата на Дуи и министерот Бектеши мора да соопштат што е договорено во Слупчане во однос на плаќањето сметки за струја. Дали владата, која што се вмеша во овој должничко-доверителски спор, е гарант за жителите на Слупчане дека ќе добијат отпис на долговите или гарант за Евана дека ќе ги наплатат парите? Дали владата е гарант дека во Слупчане ќе се добие гарантирана месечна наплата за струја, како што бараат од 3000 денари без разлика колку се троши? Дали владата може би ќе им ги плати долговите на слупчанци кон приватна фирма, бидејќи парите на крајот сепак ќе бидат наплатени? Дали владата ќе дозволи можеби повисока сметка на струја на државно ниво за да се покрие таа разлика? Почитувани, ова се реални прашања од граѓаните кои што повторно се ставени во подредена состојба во позиција од втор ред. Епска драма за почитување на закон за плаќање сметки за струја. Ова е брука, но почитувани, ова е и резултат на корупцијата, на криминалот, на предприемачкиот дух на младите со презиме Ахмети или Груби, на рекламите на владата на сметките за струја. И секако мора да се даде одговор на прашањето зошто сега се случува овој проблем, ако се знае дека со само 2 неплатени сметки Евана гаси струјомер на секаде во Македонија. Како се дозволени толкави милионски долгови, а никој не преземал мерки? Почитувани, одговорите на овие прашања се и одговори за зелената агенда, непостапувањето на јавното обвинителство за Соравија и за аудито возено од Груби, за хотелот на Шапка, за локалот во Скопје. И секако одговор за наводните оставки и отварањето на Уставот како единствена пречка кон Европската Унија. Почитувани, само избори и ослободени институции се спасот. Ви благодарам. Дозволете ми да одговорам и на прашањето поставено од Игор Панов од Македонската телевизија. Од СДС велат дека со оставките на Дуи се исполнети сите услови за ВМРО ДПМН да подржи уставни измени. Ваш коментар, почитувани, единствено се исполнети условите за одржување на предвремени избори. Се надевам, господине Панов, дека од СДС праша и зошто јавното обвинителство не отвори случај за Соравија и предприемачкиот дух на младиот Ахмети, како и докаде е истрагата за возниот парк во соседството на Груби. Оставките на Дуи се токму тоа, наместо микрофоните да се насочени кон одговори за овие прашања, да се турка лажна агенда дека само Уставот е пречка за Европската Унија. Ви благодарам.